Вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Имаме нови или старонови градоначалници. ВМРО ДПМН вчера вечер соопшти 25 имиња за кандидати за градоначалници за предстојните локални избори кои треба да се одржат на есен, но партијата се уште нема издефинирано име за градоначалник на Скопје, иако потврди дека во игра се претендентите кои со месеци се споменуваат во јавноста: Орце Ѓоргиевски од Кисела вода и актуелниот министер за локална самоуправа Златко Перински. Повеќето од кандидатите кои ВМРО ДПМН ги потврди вчера се познати, односно се работи за актуелни градоначалници од редовите на партијата. Со 68 гласа за и 16 против, пред полнок собранието го избра Трајко Славески за гувернер на Народната банка на Република Северна Македонија. Дебатата во собранието ги подели мнозинството и опозицијата. Пратеници од ВМРО ДПМН ја нагласија стручноста на Славески и неговиот придонес во економските реформи, додека од СДСМ и други опозицијски партии беа упатени критики за неговата политичка поврзаност и ставовите што според нив може да ја загрозат независноста на Централната банка. Славески е универзитетски професор по економија и поранешен министер за финансии во владата на пребеганиот Никола Груевски. Во последниот состав на Советот на град Скопје и извршуваше функцијата председател, при што беше познат по расправиите со градоначалничката Даниела Арсовска, чија кандидатура беше поддржана од ВМРО ДПМН. Договорот со Британија Николовски го потпишал под непостоечка функција подпредседател на Република Северна Македонија. Во договорот со Велика Британија, кој минатата недела во Лондон го потпиша вице-премиерот Александар Николовски, пишува дека е потпишан од заменик председателот на Република Северна Македонија во име на владата на Република Македонија. Пратеничката на левица Јована Мојсовска објави фотографија од погрешниот опис на функцијата на потписникот на договорот меѓу владите на Македонија и Обединетото кралство. Мојсовска вели дека власта планира ова да го коригира со фуснота. Во брзање да го шверцуваат британскиот кредит, власта го сгрешила преводот и ставиле заменик председател на Републиката, наместо заменик председател на влада. Историскиот договор во меѓународниот правен поредок е потпишан со титула која не постои во нашиот правен поредок, па сега власта ќе го коригира ова со фуснота, пишува пратеничката во објава на социјалните мрежи. Мицкоски објави план за вработување вреден 40 милиони евра. Фокусот се млади луѓе до 29 години. Премиерот го представи оперативниот план за вработување за 2025. Еден од главните приоритети на владата, како што истакна Мицкоски, е подобрување на благосостојбата на граѓаните преку намалување на невработеноста и создавање ефикасен и балансиран пазар на труд. Со планот, вреден 40 милиони евра, ќе бидат опфатени 16.000 граѓани, а фокусот се младите луѓе до 29 години. Затекнавме хаос. Работници кои не добиваат редовно плата, млади без перспектива, индустријско производство кое бележи загуби и огромна инфлација. Секојдневно се боревме со овие предизвици, речиси една година. Затоа на последната владина седница го усвоивме оперативниот план за вработување вреден 40 милиони евра, кој ќе опфати над 16.000 наши сограѓани, изјави Мицкоски. Владините мерки стивна, цените се вивна. Полубелиот и белиот леп на кришки поскапеа. Цените се веќе коригирани во маркетите и се однесуваат на белиот и полубелиот леп сечен на парчиња, кои додека траеа владините мерки за замрзнати маржи и цени чинеа од 29 до 31 денар. Сега веќе нема таков леп под 34 денари. Цените на специјалните лебови не се чепнати, од и онака се превисоки и се движат од 50 до 129 денари. За подсетување, лебот кај нас со години наназад ја смалува грамажата, па така оние векни што ги купуваме во најмала мера тежат меѓу 450 и 550 грама. Според податоците на Евростат, цените на лебот во европските земји значително се зголемиле во последните 5 години, а Македонија е на трето место со раст од фрапантни 65%.
Двајца македонски работници работат како еден европски. Работодавачите констатираат очајна продуктивност. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов, порача дека само задоволни работници се продуктивни, а непродуктивните работници се незадоволни не само од платите, туку и од условите за работа. Додека не се смени законот, минималецот ќе остане на 24.000 денари. Социјалниот диалог е на високо ниво, а владата и работодавачите ќе го почитуваат актуелното законско решение за минималецот, што ќе рече дека до година ќе остане сумата од 24.400 денари. Владанка Трајковска, председателка на Организацијата на работодавачите, вели дека тие го почитуваат законот, а за понатаму ќе се види. Нетањаху потврди дека е убиен лидерот на Хамас. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху потврди дека е убиен лидерот на Хамас Мохамед Синвар, објави CNN. Мохамед е брат на Јахја Синвар, лидерот на Хамас и еден од главните организатори на нападот од 7 октомври 2023 година, кој беше убиен минатата година од израелските сили. Минатата недела Нетањаху соопшти дека се елиминирани десетици илјади терористи. Мохамед Синвар беше цел на израелските воздушни напади минатата недела кога војската нападна болница во јужниот дел на појасот Газа. Откако ги изгледавте вестите, можете да се опуштите со програмата на Слободен печат, а денеска има интересни содржини. Вечерва ќе биде новата епизода на подкастот Митови и факти, а таму гостува гостин кој што доаѓа од Грција. Се работи за сотирис, преведувач кој одлично зборува македонски јазик. Потоа ќе можете да изгледате и анкетата, а овој пат со нашите сограѓани зборувавме за тоа што е најлудото нешто што тие го направиле за љубов. Заклучот беше тоа и дека има еден народ, имаше и има, имало и има еден народ во Северна Грција, во Македонија, егејски македонци, кои беа принудени прво со перење можок да стана или бугари или грчи. Изборувам за османлискиот период. Дали се заљубена? Не. Да. Да, во животот. Да, заљубен сум, да. Да. Yes, I'm married. Само да се сакате, ништо друго. Што е најлудото нешто што сте го направиле за љубов? Не се сеќавам. Добеш одамна. Лани 42 километра, 195 метара, од маратон полја до Атене сум истрчал за њу и за себе. I think moving from my comfort zone, that would be a crazy thing that I've done. Because I was actually living in Dubai, living there. So when I got married, I decided to move to Macedonia. And I was really comfortable there. And this is like a new place for me. So I think that's number one thing. That's number one thing. And that's huge for me. Because I was very comfortable where I was. And now I had to move because of love and family. How do you like your life right now in Macedonia? Great. Yeah, great. I would say great because it's a new place for me and new environment, and yeah, the people are great, awesome. So I'm fine. I'm doing great for now. Повеќе работи биле, сум направила се за да покажам на другата особа дека чувствувам нешто за неа. Би одела сегде. Значи, да е на другиот крај на светот, ќе отидам. Значи све е лудо кога правиш нешто за љубов. Значи тоа е као да си на облаците. Најубавото нешто. Да. Двајца сме отидени 72 за Германија. И таму живееме до денес. Значи те се преселиле за љубов во друга држава? Да. Дали би се преселиле во друга држава за партнер? Не. Никогаш. Па зависи, би сакала и тука да сум. Меѓутоа ако морам, да. Но дефинитивно ќе сакам да се вратам тука. Да.